Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на ВМРО ДПМН уште еднаш го понижи трудот и достоинството на македонскиот земјоделец. Со кратење на парите за земјоделство во ребалансот, власта удри по грбот на земјоделците и покажа дека и овој сектор не е важен. Земјоделството, кое е еден од двигателите на економијата, а истовремено извор на екзистенција на многу семејства, денес е жртва на незаинтересираноста и неодговорноста на владата на ВМРО ДПМН. За прв пат од воведување на субвенциите во 2005 година се кратат средства, финансиска поддршка за развој на земјоделство и земјоделците. Пред избори ветуваа историска поддршка, денес испорачуваат историски најниска поддршка. Тоа е вистинското лице на ВМРО ДПМН. Во изминатите 7 години, во периодот на владата на СДСМ, не се има случајно намалување на поддршката за земјоделците. Во 2023 година финансиската поддршка изнесуваше 8,3 милиарди денари, а со ВМРО ДПМН е намалена на 6,7 милиарди денари. Тоа значи над 30 милиони евра помалку за земјоделството, сектор од клучно значење за економијата и обезбедување храна. Наместо со финансиска поддршка да го зголеми домашното производство на земјоделски производи, кое е најсигурно, најквалитетно и најисплатливо, владата свесно го турка во колапс, отворајки простор за увоз на скапи производи. Дополнително, после 2 години предвремена авансна исплата од 30%, оваа година ВМРО ДПМН го укина и тоа нема да има. ВМРО ДПМН го намали и буџетот за програма за рурален развој. Нема повеќе програми за мали семејни бизниси. Токму тие програми беа надеж за младите да се занимаваат со агробизнис, но и за можноста за развој на руралните средини. Од ветените 180 милиони евра субвенции што ВМРО ДПМН ги најавуваше, во буџетот останаа едва 110 милиони. Со укинување на лимитот за директни плаќања од 18 милиони денари, повторно се фокусираат големите компании на штета на малите производители. Цената на оризова арпа од 40 денари е намалена на само 26 денари. Најниска во последните години. Цената на млеко е исто така намалена, а пченицата не може да достигне ни приближно 12 денари. Производствена цена за грозјето, иако е законска обврска, се уште не е јавно објавена. Истовремено, историската откупна цена на грозјето е зголемена за само 50 денари. Ова е директен удар врз семејните земјоделски стопанства, врз нивниот буџет и врз достоинството на луѓето кои со честна работа го хранат народот. Ова е јасен показател дека нема да има ништо од лажно ветените реформи на ВМРО ДПМН во земјоделството ниту во следните години. СДСМ покажа што значи вистинска грижа за земјоделците и во најголемите кризи. Го вративме достоинството на земјоделецот и секогаш ќе бидеме на страна на земјоделците. Со предлози и решенија за развиено земјоделство и задоволни земјоделци.